гостин ми е председателот на Сдруженијето на граѓани Акцијаш ветерани, Горан Петков. Горан, со оглед на временските услови, да почнеме, ќе има ли денес акција? Прво, добро утро до гледачите на македонската телевизија и на сите акцијаши да им го честитам денот на акцијаштвото. Со оглед на временските услови, моите членови се собираме за акцијата да ја поддржиме денеска, но ќе видиме, времето ќе си го каже своето. Мислам дека би требало да се одржи акцијата. Доколку се биде во ред, што планиравте да сработите? Дали ова прва акција годинава, имате ли нешто друго претходно и каде ќе се случува? Ова ни е втора акција оваа година. Првата беше за денот на пролетта. На езеро Младост насадивме 5 садници од јапонска цреша. Ова ни е втора акција каде што треба, зависно од времето, реков, да садиме 59 борчиња на местноста Костурница, насловена по повод починатите дечиња во Кочани. Плюс 1 за шоферот од брзата помош. Така. Освен вас, акцијашите ветерани, дали има подмладок кој што е заинтересиран волонтерски да учествува во градењето на Велес, во помагање на ова што вие го правите, озеленување, чистење јавни површини? Да, имаме и подмладок во Сдруженијето, така што имаме соработка со средните училишта и Црвениот крст. Рековте ќе засадите 60 дрвца, ги набавите, некаде ги купивте? Овие садници се наш производ, наш расад. Пошто во Шумското побаравме, во моментот немале, па затоа решивме наш расад да си направиме за садење на дрвцата. Значи, тоа го работите, создавате расад, браво, честитки за ова ваша идеја. Ова е денесна акција која што би требало да се реализира доколку времето биде на ваша страна. Да, што е следно што планирате? Годината е пред вас. Па имаме доста акции во нашиот план и програм за работа. Тука се повторно на Костурница, имаме во Врановци спомен куќите, пошумување повторно на езеро, опожарениот дел кај што беше. Така да имаме доста активности и во моментот сме на размислување за расчистување на спомениците од Народно-ослободителната војна околу градот и во градот, каде што се запуштени дел од нив. Да, тука ќе имате доста работа со оглед на тоа што од Народниот музеј Клифов имаше баш проекти и констатираше дека тие се во лоша состојба нивната околина, па баш добро ова што ќе го работите заедно со Народен музеј, кога веќе друг нема, да се исчистат тие простори и да се светнат тие монументи од така поблиското минато. Да, ние сме во соработка со Народниот музеј, директорот Коруновски. Сега ќе стапиме во контакти со борците, со Сојузот на борците на град Велес, така да овие споменици да ги чистиме, да ги светнеме и да бидат дел од убавината на градот. Да, драго ми е што разговаравме утро, што се видов со драги пријатели Марга, Марина, Јове, кои што се акцијаши со докажан стаж. Да, требаше 1. април да дојде па да се сретнеме повторно. И се надам дека нема да чекаме некоја следна пригода повторно да се видиме со ваша нова активност. Нема да чекате, така да нашата агенда е збиена со многу работа, многу труд, така да акцијашите се во секој време спремни за работа. Тоа беше Горан Петков од Сдруженијето на граѓани Акцијаш ветеран, кој што веруваат дека дождот надвор велат дека малку и попрестанал, па ќе заминат на спомен Костурница да засадат 60 дрвца, зимзелени дрвца, од чест за потсетување на младите згаснати животи од Кочани.